Деветгодишник е најмладиот милионер во денари во земјава. Според анализата на УЈАП, детето милионер добило над 1 милион денари од закупнина. Најстариот милионер пак во денари има 97 години. Во евра, најмладиот милионер за 2022 е 24 годишник, а највозрасниот има 77 години. Најголемите плати и приходи минатата година се остварени во главниот град. За една година Скопјанец пријавил приход во износ од 446 милиони денари, а трговец со тутун исто од Скопје имал највисока плата. Во трговија на големо со производство од тутун тој заработил 144 милиони денари или месечно по 200.000 евра. Скопјани се и на листата на највисок остварен доход од самостојно вршење на дејност. Највисоки приходи имале адвокати, нотари, угостители, одгледувачи на жито и мешункасти растенија. 24 годишник е најмладиот милионер во евра за 2022 година со остварен и пријавен доход од странство во износ од 61,6 милиони денари, а 77 годишно лице со остварени 92,9 милиони денари доход е највозрасниот милионер во евра кој доходот го остварил главно од дивиденди од компании во земја. 28 граѓани живеат на вистина богато. Тие оствариле приход од над 100 милиони денари или тројца повеќе од лани во оваа категорија, а 995 граѓани заработувале од 10 до 100 милиони денари. Најсрекни градови се Кичево и Кочани. Кичевчани во игри на среќа од државна лотарија лани добила 32,9 милиони денари, а пак жители на Кочани имале вкупна добивка од 27,3 милиони денари. Овие податоци даваат јасна слика за приходите на граѓаните, но УЈАП најави дополнителни контроли поради сомнеж дека компании правеле малверзации со исплаќањето на данок на добивка. Треба да провериме, бидејќи тоа е еден вид на наша предпоставка, дека лицата од сопствените компании имаат исплатено доход кој што нема никаква нити економска, нити пак соодветно пазарна логика, како на пример сопственици или управители на сопствените компании им даваат консултантски услуги, издаваат имот под закуп по баснословни суми, исплаќаат за права на индустријска собственост или авторско право. Според анализата, вкупниот приход кој го пријавиле над 780.000 граѓани изнесува околу 413 милијарди денари, што е повисоко од лани за 3,3 милијарди денари.